вечер, почитувани, добре дојдовте во најновото издание на политичкиот магазин на телевизија Алфа, за или против, вечерва со мене, Елена Марковска-Цветановска, и на моје големо задоволство, мојот гостин вечерашен, градоначалник на Општина Штип, Иван Јорданов. Добре дојдовте во телевизија Алфа, чинам дека во за или против сте прв пат. Да, добро вечер и од мене. Поздрав до гледачите, благодарам на поканата. Прв пат во оваа емисија. Се надевам дека ќе ги искомуницираме сите победни теми за Штип и Штипјани. Така е, ќе позборуваме малку и за како државата се однесува кон локалната власт. Имено така и насловот на оваа емисија е општините предводени од градоначалници на ВМРО ДПМН се борат со блокади од извршната власт. И ова не е нешто ново, ова е неколку пати споменувано од неколку градоначалници. Телевизија Алфа одвојува минути во својата програма, во својата програмска шема и за локалните теми, не само за државните прашања и за интересот на граѓаните во однос на државничките одлуки на власта, туку и на она што ни се случува на локално ниво. Ние сме една држава во која што локалната самоуправа е неисцрпен момент каде што има проблеми, се решаваат, меѓутоа има кочење, судир меѓу извршна и локална власт и така натаму, затоа ќе ми кажете вие, речиси половина сте од вашиот мандат, на какви проблеми не идовте досега од страна на извршната власт? Имавте најава за многу крупни проекти, што сработивте, а каде ве сопреа, што ветивте, а не можете ради државата да го исполните на граѓаните? Па добро, уште на самиот почеток на мојот мандат, нормално е дека продолживме одредени проекти кои што беа започнати од претходната локална власт, ги завршивме тие проекти и започнавме наша програма, стратегија како да ја подобриме постоечката инфраструктура на локално ниво, но и да создадеме нова инфраструктура. Во создавањето на нова инфраструктура ние ги бираме начините на финансирање на проектите кои што ќе значат подобрување на секојдневието на нашите сограѓани, односно на граѓаните на општина Штип. Проблем е тоа што фискалната децентрализација и секој вид на децентрализација постоечки во Република Македонија е ограничувачки фактор за општините за да генерираат развој до тој степен до кој што очекуваат граѓаните. Знаете, најчесто граѓаните имаат перцепција дека локалната самоуправа е надлежна да ги реши сите проблеми кои што се дел од секојдневието. Но можеби тие не треба да знаат чија е надлежноста на проблемите со кои што се соочуваат и можеби решавањето на проблемот со кој што граѓаните се соочуваат треба да произлезе од градоначалниците, од локалната власт, од советниците, од луѓето кои што секојдневно на локално ниво се среќаваат со сограѓаните, за тие да го иницираат проблемот, да го презентираат пред ресорните министерства, државни институции, доколку немаат надлежност, за да може нешто да се промени. Така да, кога зборуваме дека треба да ги решаваме проблемите, одредени проблеми се во наша надлежност, други проблеми се во надлежност на централната власт. Досега во Штип прв пат се случува да имаме централна и локална власт од различни политички субјекти и е највидлива таа разлика кога комуницираме и кога се трудиме да направиме нешто. Еден дел од проектите кои што ќе значат подобрување на начинот на живење на нашите сограѓани се проекти кои што ги ветивме во изборната програма, стоиме за нив и нормално во изборната програма стои начинот на финансирање. Општина Штип е првата општина која што побара да издаде општинска обврзница и со средствата од општинската обврзница да инвестира директно во капитални инвестиции кои што ќе генерираат вредност и од истата таа вредност да се вратат средствата од обврзниците кои што ќе се Поправете ме ако грешам, вие сте прва општина која што ја побара обврзницата и тоа не е еднаш, туку два пати до сега, Оваа година е втор пат како ја проследивме одлуката на Совет, одлуката на Комисија за хартија од вредност и сега сме во влада. Но минатата година без оправдани, без објективни причини, точката на дневен ред беше тргната, а станува збор за техничка одлука која што владата по сила на закон мора да ја одобри, да ја помине,
затоа што ние не бараме милост или нешто што нас не следува, туку бараме владење на законот. Ние сме општина која што постои, за нас одлука носи владата на Република Македонија, но ние сме ги добиле сите потребни претходни согласности од Министерство за финансии дека сме ликвидна општина, дека ги враќаме долговите. И нема причина, за да го одбијат. Да не добиеме можност за издавање на општинска обврзница. Но и покрај тоа не ја добивме минатата година. Еве оваа година повторно се обидуваме да стигнеме до начин на финансирање на крупни капитални проекти кои што не можат да се isfinansираат од тековниот буџет. Зошто зборувам не можат? Затоа што во сите развиени држави, во сите развиени градови, општини, кога се инвестират во нови капитални проекти, се бараат начини на финансирање на истите. Најчесто тоа се општински обврзници, зборувам за развиените општини. Само кај нас граѓаните очекуваат или пак властите ветуваат дека можат од тековниот буџет да направат нешто големо, капитално, а нема доволно средства да се одржува од тековниот буџет она кое што претходно било изградена инфраструктура, односно да се направи тековно одржување на истата, а па камоли да зборуваме за нова инфраструктура. Така да, ова се работи кои што сме ги комуницирале во минатото, со кои што се соочуваме секојдневно. Најчесто, кога гласно зборуваме, е тоа дека имаме многу низок степен на фискална децентрализација. Зошто го зборуваме ова? Не може општините, градоначалниците да бидат зависни или да бараат милост од централната власт дали ќе реализираат одредени проекти. Мора да се направи разграничување на општина до општина, на локална самоуправа до локална самоуправа, затоа што имаме успешни и неуспешни. Имаме општини кои што имаат сработено поголем процент од предвидениот буџет, од предвидената програма за уредување на градежно земјиште, имаме општини кои што го немаат тоа сработено. И не може фискалната децентрализација, процентот на данокот на додадена вредност да биде ист кој што се враќа во овие општини. Мора да се направи критериум по кој што ќе се стимулираат и мотивираат градоначалниците, општините да работат повеќе. Ако општина Штип има поголем процент на капитални инвестиции, не може да има ист поврат на данок на додадена вредност како што има општина Арачиново. Затоа што претпоставувам, сега го давам за пример, или општина Берово, или општина Крива Паланка. Ако општина Штип има 40% капитални инвестиции, а некоја друга општина има 10% капитални инвестиции, не може да овие две општини да имаат исти процент на поврат на данок на додадена вредност или на персонален данок. Затоа што на тој начин се дестимулираат оние кои што сакат да ги вратат парите кај граѓаните назад. Но доколку општина Штип или некоја друга општина која што има висок процент на реализација на капиталните инвестиции добие мотив со тоа што државата би одвоила процентуално во зависност од наплатата на примарниот данок на имот и од процентот на реализација на капиталните инвестиции, во зависност од ова ја носи одлуката колку пари, колку средства од даноците општините ќе добијат, тогаш сигурно дека ќе имаме поголем развој на секаде во Македонија. И одлично вака градоначалник, одлично пластично објаснивте за граѓаните и сето тоа мислам дека е разбирливо за сите како се финансира самата општина. Меѓутоа, слушаме цело време од сите градоначалници начин, еве, давате примери како да застанат општините на нозете, велите не може за сите да биде исто, не секој има иста каса, така не мислам средства во таа каса. Зошто нема слух од државата? Не сака развој на општините? Некако не ми се јасни работите или само политиката е единствено вмешана и е во прашање во овие моменти? Политички се мотивите и причините, дефинитивно. До сега неколку пати сум давал примери дека средствата кои што ние ги бараме од централната власт за реализација на одредени проекти не зависат од тоа дали општината заслужува и дали има потенцијал за наплата на данок или пак
процент на реализација на капитални инвестиции, туку дали градоначалникот, локалната самоуправа е од иста или од различна политичка партија. И тоа е она кое што нас не кочи, односно го кочи развојот на граѓаните. Во таа општина живеат граѓани кои што припаѓаат на една или на друга политичка партија, кои што припаѓаат на една или на друга религија, на етничка заедница. Но тоа не значи дека тие не заслужуваат подеднаков развој. Директен пример за тоа дека се двојат општините е неиздавањето на општинска можност за издавање на општинска обврзница, како што напоменав предмалку, а во исто време, еве, на нас како локална самоуправа ни е ускратено основното загарантирано право на финансирање, а во исто време на други локални самоуправи, општини, градоначалници од редовите на владеачката партија им се доделуваат средства директно од централниот буџет за реализација на одредени проекти. И тоа е она неправда која што, морам да бидам искрен, и дава мотив повеќе да продолжиме и покрај тоа што граѓаните не треба да знаат, не треба да бидат еве да кажам засегнати дали нивниот градоначалник е од една или од друга политичка партија, но дефинитивно затоа што имаме вакви околности, се трудиме да дадеме максимум од тоа кое што ни стои како располагање, а во исто време да ги запознаеме граѓаните дека се кочи развојот на еден град заради тоа што градоначалникот или одредена друга личност е од одредена политичка партија или подиректно се казнуваат граѓаните. Еве, со што се казнуваат? Кои проекти планиравте да ги исполните за Штип со таа обврзница? Па еве, јас ќе дадам само неколку примери. Граѓаните на општина Штип ги знаат овие проекти затоа што се нужни, потребни. Обиколницата која што е потребна да го поврзува едниот со другиот излез на градот, да биде реализирана преку оваа обврзница, дополнително булеварот Партизанска да се продолжи, со кој што ќе се поврзат двете најголеми населби, би кажал, населбата Баби и населбата 8 ноември, што само по себе ќе генерира вредност затоа што ќе се урбанизираат овие места, овие локации, овие парцели и ќе генерираат приход на самата општина, приход по кој што ќе се врати назад оваа обврзница. Ова се два проекти кои што се од суштинско значење за нашиот град. Друг проект кој што не излезе како приоритет за време на енергетската криза е поставување на турбина во главниот цевковод за водоснабдување на јавното претпријатие ИСАР, за да може самото јавно претпријатие ИСАР 24 часовно да произведува електрична енергија, која што е еден од главните трошоци кои што јавното претпријатие го има на месечно ниво. И ако имаме сега состојба во која што се наоѓа јавното претпријатие презадолжено, превработено и слично, ние мораме да најдеме алтернатива на среден и долг рок како тоа јавно претпријатие да ги намали трошоците, да ги зголеми приходите и да може да остане во служба на граѓаните. Ова се конкретни примери. Ние не бараме обврзница за исплата на плати, не знам, трансфери и други, како што тоа го прави државата за потполнување на некоја дупка во пензинскиот столб. Ние бараме директно изградба на капитални инвестиции кои што во време на инфлација ќе генерираат многу поголема вредност, затоа што проектот за булевар Партизанска, ако минатата година имал пресметка да се изгради за 2 милиони евра, заради присуството на инфлација, оваа година веќе чини 3 милиони евра, до година ќе чини 4 милиони евра. Ние веќе неизграден објект имаме инфлација која што ни создава проблеми и имаме загуба практично заради тоа што имаме кочница од страна на владата. Доколку сме започнале со градба минатата година. Добро, баравте прием од некој? Ве прими некој во владата? Одржавте една пресконференција, чинам, пред зградата на владата. Тогаш го доставувавте барањето или така, не ме држете за збор, ќе ми кажете вие точно како беше, што се случуваше, меѓутоа има некој фидбек, нешто повратно, ве викна некој, ви објасни зошто сте одбиени, што е причина? Тоа е најлошото што немаме одговор, што
така е оставено неморалното и ненормалното да биде нормално во нашата држава, но научени сме да живееме во такви околности и да се бориме со тоа. Но не се само овде општинските проекти кои што се кочат, кои што се под директна надлежност на градоначалниците. Општина Штип и граѓаните на Штип се казнити од централната власт и со други директни примери. Замислете, 7 година клиничката болница, зградата на клиничката болница е во застој, не се гради. Зошто е тоа така? Затоа што тој проект го започнала владата на ВМРО ДПМН. Барем да имаат доблест да го довршат. Исто како што едвај се на канија да го довршат автопатот Штип-Скопје, кој што беше во финална фаза, 2 години им требаше од власта да го пуштат во употреба и до ден денес не е соодветно довршен. Се уште нема соодветна ограда. Пред неколку недели направив пресконференција за затворениот базен кој што пред 4 години започна да се гради од страна на Агенцијата за млади и спорт и за 1 година требаше да биде пуштен во употреба, односно пред 3 години. Да, че нам беше, вие си побаравте, дајте ни Токму дозвола ние да го изградиме, барем за да можат граѓаните да го користат, да не пропаѓа. Апсолутно. Не навлегувам во одлуката дали е избрана соодветна локација. Штип има термални топли води кои што не се искористени, каде што можат практично, односно локацијата на тој затворен базен би требало по некоја логика да биде во близина на тие термални води за да се заштити на електрична енергија при пуштањето во употреба за затоплување на вода, за затоплување на просторија. Но еве не се. Одлуката била донесена на друга локација да биде тој затворен базен. Не навлегувам во тоа, но веќе кога се потрошени пари, тоа се пари на граѓаните, кога се инвестирало во нешто, имаме одреден застој. Застојот е затоа што ако се доврши изградбата на тој затворен базен, по некоја должност ќе треба јас да присуствувам на отварањето за тој затворен базен. И сега не сакат да го направат тоа задоволство, да немаат перцепција и мислење граѓаните на општина Штип дека е успешен градоначалникот, одлуката е закочи го. Нека стои така. Јас си дадов конкретен предлог. Еве, ја гледаме причината заради која што клиничката болница, затворениот базен не се доградува. Дозволете ни ние да ја довршиме. Од каде ќе најдеме средства, ние си знаеме. Но сметам дека не треба тој проект да остане таков недовршен и да сведочи за неработењето на централната власт. Малку со доза на сарказам дадовме и предлог дека доколку не го прават веќе натаму е тргната работата, да направиме промена на деталниот урбанистички план, промена на самата парцела и наместо затворен базен да биде споменик вреден 1 милион евра, затоа што толку е инвестирано во таа нефункционална моментално зграда, споменик на централната власт. Затоа што нема друг начин како да ги освестиш и да ги мотивираш оние кои што се надлежни да го доградат овој објект. Сега давам само конкретни примери за секојдневието кое што граѓаните го гледаат и знаете сето ова ненормално стана нормално. Веќе никој не зборува дека клиничката болница не се гради 7 година, дека луѓе ни чекаат по ходници, дека луѓе ни умираат секојдневно, дека здравствениот персонал и доктори се иселуваат затоа што работат во субстандардни услови, дека нема инструменталки, дека нема анестезолози, дека нема доктори и дека тоа што се случува... ви велат градоначалник, вие направете нешто. Да, јас во насока на ова разговорав со изведувачот и подизведувачот на клиничката болница кои што имаа спор во минатото и тој спор беше надминат. Тие склучија вон судска спогодба за да се откажат од должничко доверителските побарувања обврски еден спрема друг, за да отпочне процесот на доградба на клиничката болница. И тоа го направив уште пред 1 година. Излегов на прес, дадов пример дека и покрај тоа што не е моја надлежност, надлежноста на изградбата на клиничката болница е на Министерство за здравство. Дека еве сега немат изговор кој што 5 години го комуницираа во јавност дека причина за неизградбата на клиничката болница е, не знам, фирмата во стечај, побарувањата, обврските кои што ги имале изведувачот и подизведувачот. Тоа го надминавме. Единствена причина заради која што не се доградува клиничката болница е немањето на финансиски средства кои што треба да бидат одвоени од буџетот на Република Македонија за Штип.
Да не зборувам за Универзитетот Гоце Делчев. Знаете дека Универзитетот Гоце Делчев буџетот компаративно со пред 10 години го има двојно намалено од Министерство за образование. Зошто е тоа така? Затоа што истите овие средства се пренасочени на некој друг универзитет. Во некоја друга општина. Зошто е тоа така? За да се казни истокот и за да се казнат граѓаните на Штип. Знаете што значи Универзитетот Гоце Делчев за Штип? Еве, не е моја надлежност. Замислите 10.000 студенти да остават по 10 евра дневно во прометот, во економијата во Штип. Го наметнавте, прашањето ми беше планирано за малку подоцна во емисијата, но ако ќе позборуваме и за тоа, имате ли увид колку студенти од странство, чинам дека највеќе се од Турција, има во Штип и како функционираат, како живеат? Зошто се дозволува ова, ако, што го кажувате вие, ако Штип стана еден познат студентски град, претходно беше град на текстилот, сега да, е уште град на текстилот, меѓутоа и град и на студентите, ги има многу од странство. Јас ќе се вратам неколку години наназад. Во далечната 2006 година се донесе одлуката за отварање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Универзитетот се отвори во 2007 година, јас сум прва генерација на Универзитетот Гоце Делчев. Ја имав можноста да студирам во сопствениот град и моето семејство да ги намали трошоците за студирање. Тоа е една од придобивките кои што моите сограѓани ги има со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев. Дополнително што во тој период се изградија многу факултети, се даде директна подршка на градежништвото кое што дава додадена вредност во економијата. Се привлекува повеќе од 10.000 студенти на годишно ниво, кои што престојуваа во Штип. И тоа траеше некаде до промената на власта. Тогаш се сеќавам Социјалдемократскиот сојуз како партија која што беше на централно ниво во опозиција, велеше Штип нема капацитет да биде универзитетски град, дека тоа нема да профункционира. Но за волја на вистината Универзитетот Гоце Делчев е расадник на кадри. Жалам што изминатите 5-6 години Министерство за образование драстично го намали буџетот, не се инвестираше во ниту еден нов факултет, не се направи ниту една студиска програма за привлекување на студенти, со, исклучок на тоа што со отварањето од пред некоја година, благодарение сепак на менаџментот на универзитетот, не на централната власт, се направи студиска програма на англиски јазик, преку која што се привлекуваат студенти од странство. Во насока на тоа како да Универзитетот Гоце Делчев има поголем број на студенти, нормално зависи и од инвестициите што самиот универзитет ги прави, од буџетот кој што го има. Ако државата го намалува буџетот на универзитетот, не може тој универзитет да прави нови факултети, нови згради, да инвестира во нови програми. Така ќе опадне и квалитетот. Едното со друго е зависно. Сакам да кажам дека Штип како град е многу казнет. Не само затоа што имаме локална власт различна од централната власт, туку и самата централна власт во годините наназад одговорно тврдам дека го казнува Штип и ги казнува граѓаните на Штип преку конкретни примери, преку неизградбата на клиничката болница, преку хаосот во здравството затоа што ни отидоа сите добри доктори и оние малку кои што останаа се со помисла и со мисла да заминат од државата. Дополнително со намалувањето на буџетот на Универзитетот Гоце Делчев, дополнително со неизградбата и калкулирањето експресниот пат Штип-Кочни, експресниот пат Штип-Радовиш, требаше да поминат 4 години да се довршат овие проекти кои што беа отпочнати од претходната власт и за кои што беше обезбедена финансиска конструкција практично. Тоа се само дел од примерите кои што директно влијаат на иселувањето на младите. Несвојствено беше за Штип пред 10 години некој млад човек да одлучи да замине од нашиот град. Сега е секојдневие. За жал, на истокот е така, можеби Штип помалку, велите ми изненадувате дека и штипјани веќе младите луѓе почнале да се иселуваат. Не беше тоа слика за градот, за жал, ети тоа се случува. Тие пари што ги барате, а не ви ги одобруваат, односно државата не ви ги одобрува, ќе заклучиме дека кажавме дека се за
проекти наменети за граѓаните на Штип, за штипјани. Вие бевте член на извршниот на ВМРО ДПМН, бевте своевремено и пратеник, сте биле и во таа државната власт, односно врвот. Сега лично ве прашувам, сега сте на друго ниво, сега сте градоначалник. Дали ве боли кога гледате дека се драѓа ли некој револт и гнев кај вас кога гледате дека цело фамилиарно стебло на фамилијата Ахмети е вклучена во проекти во државата? Ете, ќе го споменеме внукот кој што стана еден од собствениците на Соравија, ВМРО ДПМН денеска објави дека истиот тој бил ангажиран и на изградба за коридорот 8. Зошто за граѓаните да нема пари, а да има за поединци во државава? Пред малку кажав, кај нас ненормалното стана нормално, имаме морален хазард и граѓаните кои што секојдневно се среќаваат, соочуваат со скандали, со политики кои што не рангираат на највисокото место за корупција во светот, нормално дека веќе не се изненадени што и да се случи на дневна основа, ја имаат комплетно изгубено довербата во институциите и дополнително што власта наместо да одговара за сето ова кое што го напоменавте, за ваквата состојба во државата, за да направи дефокус на криминалите кои што се случуваат на дневна основа, измислува теми, ќе пушта кривични пријави на градоначалници, на луѓе поврзани со ВМРО ДПМН, колку да се дефокусира јавноста од суштинските теми, од кое што зависи развојот на државата, од она кое што зависи напредокот на државата, а нормално граѓаните веќе со изгубена доверба гледаат една неизвестност која што се случува во државата. Колку и да ме разочарува, во исто време и ме мотивира да се обстои во борбата против ова зло кое што е надвиснато над Македонија, затоа што ако и последниот човек се откаже, знаеме сите дека состојбата во државата е таква каква што е. Јас ќе тргнам од самиот себе. На локално ниво имаме нефункционален систем кој што со години наназад така обстојувал. Многу е тешко за неколку години да го промените тој систем на функционирање. Зборувам сега за локалната власт. Има многу аномалии кои што вие можеби сакате да ги промените, но не оди тоа така. Затоа имате што сомнежи за криминал за поранешниот веде градоначалник на Штип? Така? Па видете, И за директорот на комуналното предпријатие ИСАР, на што го темели тоа, до какви документи дојдовте? И таму имате сомнеж за криминал? видете, јас не сум правник. Дека споменавте нели на локално ниво дека не се случуваат такви. Апсолутно. Јас не сум правник, не сум судија, не сум ниту адвокат, ниту обвинител. Јас само го презентирам моето основано сомнение, повторувам основано сомнение за сторено кривично дело и го доставувам документирано до основното јавно обвинителство. Зошто? Затоа што предходно, пред една година, повикавме Државниот завод за ревизија да направи анализа на предходното работење. Нормално кога ќе стапите на нова функција, сакате да видите како предходно се работело во таа институција. Државниот завод за ревизија, не јас, не политичка партија, не потпарол на некоја политичка партија, утврдил точно каде е направена злоупотребата, каде е неодговорното и несовесното работење. Имаме ревизорски извештај. И истиот тој ревизорски извештај 1,5 година не е предмет на истрага, подопрен глас и покрај тоа што неколку пати... Ова е дел од ревизорскиот извештај, така? И покрај тоа што неколку пати повикував јавно на пресконференција дека ревизорскиот извештај е јавно достапен. Го има на Државниот завод за ревизија, го има како јавно достапна информација. Тоа е за 2021 година, така? Апсолутно, но во 2021 година е констатирано дека до истата година така се работело. И добивме јасни инструкции што треба да промениме. Затоа што ако вие продолжите во иста насока, и вие ја злоупотребувате вашата позиција. И сега, гледаме дека никој не реагира во државата, дека се прави дефокус.
Побаравме јавно да излезат надлежните институции и Министерството за внатрешни работи да превземат нешто. Но наместо тоа да го разгледуваат, јас одговорно тврдам дека целта на власта, централна власт зборувам, на Министерството за внатрешни работи во овој момент е да поднесат кривични пријави против актуелни градоначалници, против актуелни директори кои што се неосновани, кои што не се подкрепени со извештај на Државен завод за ревизија. Туку се подкрепени со записници на некои партиски вработени луѓе во Министерството за внатрешни работи, кои што пред избори треба да креираат сатанизирање на луѓето кои што се представници од ВМРО ДПМН, за да во јавно се креира перцепција дека се што доаѓа од таму е криминално. И сега, пред известно време, една директорка на градинка во Штип доби пријава од Министерство за внатрешни работи со лажно соопштение. Замислите, Министерството за внатрешни работи соопштува во јавност информација која што не ја има во записникот на инспекторите кои што биле на увид. За ова некој треба да одговора. И истата оваа информација се пласира во јавност дека некоја директорка проневерила или злоупотребила нешто. Обвинителство веднаш ја отфрли оваа пријава. И сега ќе сносили некоја одговорност од Министерство за внатрешни работи за нанесување на штета, на клевета, на углед на личноста за која што искомуницирала во јавност, зборувам за релевантна институција Министерство за внатрешни работи. И кога веќе живееме во такви неморални, ненормални услови, тогаш одлучив ништо повеќе, само извештајот на Државниот завод за ревизија во прилог да го доставам на моето основано сомнение против моите претходници, поранешни градоначалници, поранешни директори, затоа што тоа го констатирал државниот ревизор. Не некој потпарол, не некој друг кој што политички сака да делува, туку државниот завод за ревизија. Да, не партиски, политички велите, да, институциите тоа. Дали тие ќе постапат или не навлегувам. Јас морам да пријавам. Доколку не пријавам, и јас сум соучесник со тоа што се случувало, односно го прикривам незаконитото работење. Има еклантантни примери каде што се гледа дека е оштетен буџетот на општина Штип. Не може да се издаде дозвола за градба на одреден инвеститор. Истиот инвеститор има обврска и рок за одреден временски период да го изгради објектот, да го упише во катастар и нормално доколку не го направи тоа, да плати пенали за пролонгирањето на временскиот период или пак општината да го одземе неговиот имот, односно неговата парцела. Во Штип тоа било пракса да помине временскиот период, пенали да не се наплаќаат, од каде знаеме дека тој градоначелник не бил надоместен на друг начин, кој што го толерирала сето тоа. Сега ние имаме класични примери на злоупотреба, констатирани од Државен завод за ревизија, кои што и нема никаква реакција. Кои што не се покренуваат од надлежните институции, а зборуваме за измислени предмети, секојдневно во овој момент во општина Штип и во институциите под локална самоуправа имаме контроли, инспекции, нека има, тоа е здраво. Еве јас ги охрабрувам, нека поднесат уште 10, уште 20 пријави против било кој функционер на локално ниво. Но кога ќе знаете дека работите исправно, нема од што да се плашите. Но во исто време, пријавите кои што ги доставувам до основното јавно обвинителство се документирани од Државен завод за ревизија, односно во прилог го доставувам тој извештај и за ова ќе бараме одговорност. Дали сега ќе стигне одговорноста, дали кога ќе се ослободат институциите, времето ќе покаже. Да споменеме малку и за ИСАР, имавте неколку пресконференции. Што се случува со јавното предпријатие? Најавивте таму дека ќе се намалува и бројот на вработени. Како ќе го решавате овој проблем? Што е суштината? Што е суштинскиот проблем на ова предпријатие? Проблемот е тоа што сепак станува збор за јавно предпријатие кое што опфаќа значаен дел така од Штип и за животот на граѓаните. Јавното предпријатие е од суштинско значење. За градот затоа што дејноста е водоснабдување, јавна чистота. Да. И
Функционирањето на јавното предпријатие е директно поврзано со услугата кои што ја добиваат граѓаните. Во ова јавно предпријатие, како за се друго, но во ова најмногу, затоа што се користело за партиски вработување и вдомување на партиски луѓе, ние имаме затечено долг од 5 милиони евра, повторувам, кој што се провлекува од 2002 година. Замислете, овој долг, најголем дел од него е на име камати заради нередовно сервисирање на обврските. Тоа значи дека јавното предпријатие и општината имале ликвидна состојба, земале кредит, немале блокирана сметка. Значи тие работеле сите овие изминати 20 години, набавувале метларки по 100.000 евра. Ова е недомакинското работење. А во исто време имале обврска на месечно ниво да го вратат кредитот кон Министерство за финансии, но само затоа што секогаш централната власт, односно Министерството за финансии, е било исто со локалната власт, обврските не се враќале и нормално како секој наш сограѓанин кога ќе подигне кредит од банка, ако не ги враќа ратите, ќе се зголемува каматата. Каматата ја зголемила основната главнина за 220%. Ние имаме 68 милиони денари обврска за основна главнина, за тоа што е подигнато како средства, а имаме 180 милиони денари на име камати. Сега може да замислете, никој досега не е одговорал како свесно го зголемувал долгот на јавното предпријатие, свесно генерирал долг и никој за тоа не одговара. Тоа е несовесно работење. Вие да не ја враќате основната обврска. Свесно да го втурнувате предпријатието во дупка, во загуба. Во исто време имаме на шефовите шефови, на контролорите контролори. Имаме превработеност, а немаме општи работници. Дополнително што јас сум првиот градоначалник кој што кога седна на функцијата градоначалник ми стигна писмо од Министерството за финансии дека доколку не започнеме со враќање на кредитот, односно ратата, во која што рата сега е вклучена и каматната стапка за неплаќањето, дека сметката ќе биде блокирана. На месечна основа ние плаќаме 6 милиони денари за спогодби кои што се доспеани заради неплаќањето во минатото. 100.000 евра. Тоа се сериозни. Тоа значи дека секој месец граѓаните може да добијат парк во вредност од 100.000 евра. Замислете, досега имаме вратено скоро 1,5 милион евра кон Министерството за финансии, пари кои што ние ги враќаме како камата. И тие пари ќе завршат во Берово, пример. Ние не викаме, нема да го вратиме долгот кој што некој во 2002-2003 година го потрошил, но да не ја враќаме каматата. Зошто јас да одговорам за некоја несовесност на некој мој претходник? Односно, зошто граѓаните да бидат заложници на тоа? Зошто граѓаните да не добијат тоа кое што го заслужуваат? Дополнително што? Не фати енергетска криза. Сметката на јавното предпријатие во јануари месец претходната година изнесуваше повеќе средства од вкупниот приход. 19 милиони денари беше месечната сметка за електрична енергија, а вкупниот приход на јавното предпријатие беше 18 милиони. Замислете во каков период се ние најдовме и сега имаме две опции. Да продолжи јавното предпријатие да функционира како што функционирало досега, со наталожени обврски. Политички ние да кажеме дека се е розово, се е добро, ги менаџираме состојбите и кога тогаш граѓаните да не можат да бидат застапени сервисирани со соодветна услуга. Нема како да не прекине работењето на јавното предпријатие доколку се движи во ваков правец. И втората опција која што е непопуларна е да се направи во прва фаза замрзнување на новите вработувања, да се направи анализа и систематизација со која што еден добар дел од вработените во администрација ќе добијат технолошки вишок, дополнително да се укинат прекувремените исплати на плати кои што се пишувале од ракав во минатото. Но така ќе имате незадоволство, ме разбирате, не знам дали е тоа. Затоа велам дека е непопуларна. Решението можеби да е решение за на долго ниво, меѓутоа
со самото тоа што сме во некоја ситуација на криза, нели, инфлација, луѓе кои што ќе останат без работа, секако ќе ви одат на негативни поени, ќе ви носи на вас, така вие сакате да најдете некакво решение. Не знам да. Какви ви се размислувањата, дали е тоа паметно да се направи сега? Дефинитивно ние мораме да погледнеме на реалноста во очи. Затоа пред малку кажав дека е непопуларна мерка, но во вакви времиња се носат храбри одлуки. Ако ние не носиме одлука, тоа не значи дека нешто сме направиле. Имало градоначалници, имало функционери кои што не ги паметиме, затоа што не носеле одлуки. Дали одлуката е исправна или е погрешна, ризикот нормално ќе го носиме ние. Но ако вака остане состојбата во јавното предпријатие, за краток временски период, ако не се превземат овие чекори и ако не им ја кажеме вистината во очи на граѓаните, предпријатието нема да функционира. Односно, граѓаните нема да добиваат услуга. Или ќе носиме одлуки, или заедно сите ќе потониме. Јас одбирам да носам одлуки кои што се исправни и кои што по цена на личен неуспех знам дека за предпријатието ќе бидат корисни. Ако продолжи вака, да имаме повеќе администрација од општи работници, а дејноста на јавното предпријатие е поврзана со општите работници, со луѓето за јавна хигиена, со луѓето во водовод и канализација, тогаш имаме дефинитивно проблем. Подобро да трпиме критика од 50 луѓе отколку од 50.000 луѓе. Тоа е изборот кој што сметам дека е правилен. Ако тоа е решението. Во ред и пред да одиме на рекламите, ме интересира каква е во моментов состојбата на општинската каса. Видете, Штип е општина која што е центар на Источна Македонија, која што е административен, здравствен, образовен центар и покрај сите, зборувам сите обструкции кои што предмалку ги напоменав. И покрај сите обиди да се закочи развојот на Штип, сметам дека Штип има голем потенцијал. Нормално, тој потенцијал зависи од менаџирањето. Побарувачката за парцели кои што генерираат приход во општината, дополнително наплатата на данок е на високо ниво. Граѓаните на Штип со исклучок на еден мал процент редовно плаќаат данок, си ги плаќаат давачките и заслужуваат истите пари да и се враќат назад. Состојбата со општинската каса, затековме една состојба која што исто така е констатирана од државниот ревизор, свесно или несвесно, не знам, не се наплаќал данокот на имот затоа што немало уредна достава на решенијата, немало присилна наплата, односно имало селективна наплата. Не можете вие да оставите на свеста дали некој сака или не сака да плати данок. Ако сакаме развој на општината, ние мораме да имаме правичност, односно ако врската е за еден, да биде за сите. Знаеме дека во минатото тоа се толерирало заради различни причини, но ако работиме правилно, има доволно средства за реализација на проекти. И јас можеби сум субјективен во ова кое што го комуницирам, но одговорно тврдам дека во изминатата година и пол, половина скоро од мојот мандат, се реализирани повеќе проекти од 4 години локална власт на Социјалдемократскиот сојуз и по број на проекти и по финансиски износ кои што го носат тие проекти. Добро, но тие ќе кажат дека корона беше пандемија, имавме проблеми, затворени граници, нема развој на општини, страв, паника, блокирање на систем на живење, така некако ги оправдува тие години. Добро, таа реторика ја слушаме 7 година. И 7 година некако луѓето се научија на демагогии и на празни зборови. Јас не сакам да се компарирам и да се надпреварувам со моите претходници или со моите конкуренти по зборови и по манипулации. Јас сакам да се конкурирам со дела. Ако денес во Штип е започната активност за водоснабдување на викенд населба Сујтлак од 300 домакинства, која што вреди 15 милиони денари, ако денес во Штип ставивме камен темелник на мост на река Отиња, која што е инвестиција која што се случува после 15
години, која што вреди скоро 6 милиони денари, зошто тогаш тоа не се случувало во минатото? Како тоа сега има пари, а во минатото немало пари? Каде завршувале тие пари? Затоа во Штип имаме највисоко ниво на процент на капитални инвестиции, односно парите кои што ги прибираме по основ на даноци, по основ на продажба на градежно земјиште. Ние имаме обврски да ги враќаме назад. Но не е исправно и правилно доколку прибирате или не прибирате, но не враќате ништо назад. Затоа што тоа е мерливо и можеме да се надпреваруваме со зборови колку сакаме, но на крајот од денот проектите говорат дали на дневна основа се гради нешто или не. Јас не паметам, повторно ќе кажам со целата моја субјективност, да поминал ден, а да не се започнала некоја активност поврзана со инфраструктурата во градот Штип. Жалосно е што претходно со години назад немало реализација на одредени проекти и имате хаотична состојба во 21. век, наместо да комуницираме за нешто кое што е потреба на денешницата, ние комуницираме за водовод и канализација, за фекална канализација, за паркови и за слично. Замислете, локални власти имало поминало, имаме населби кои што се уште немаат фекална канализација. И сега ако тие кои што сега велат дека во овој момент не се работи, ако работеле во минатото, овие проблеми немало да бидат проблеми. Ке сме комуницирале за јавниот превоз кој што сега го правиме. Да воведеме електрични автобуси, не да зборуваме за канализација и за водовод. Немаме променета цевка во подземната инфраструктура, во подземниот катастар кој што го немаме, со години наназад имаме 50 години застарена водоводна мрежа. Имаме дефекти на дневна основа. Тоа е затоа што не се работело во подземната инфраструктура, се било шминка. Нема така одржлив развој. Знаеме дека ќе бидеме критикувани, напаѓани, дека тоа што го правиме, јас не велам дека најдобро од тоа што сега се прави дека е најдобро од сите останати или претходни. Но велам дека го даваме максимумот, дека сите расположливи средства со кои што располагаме, се трудиме најголем процент да ги вратиме во капитални инвестиции. Дали може подобро? Сигурно дека може подобро. Самиот на себе некогаш си наоѓам грешки, но барем, фала Богу, свесно не грешам. Тука ќе направиме една кратка пауза за реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студиото со разговорот, ќе позборуваме малку за сообраќајот во градот и за уште неколку теми за кои што ме брифираа нашите дописници од Штип. Почитувани, останете тука, се враќаме веднаш по рекламите. Добре дојдовте назад во емисијата За или против. Вечерашен мој гостин е градоначалникот на Штип, Иван Јорданов, градоначалник. Уште кратко време ни остана. Сакам да така на кусот одговориме за повеќе прашања што ги интересираат штипјани, односно за хаосот во сообраќајот. До каде сте на тоа поле? Кога барав некои реакции, негативни ваши страни, за да ни ги одговорите тука, ни кажаа дека сообраќајот се уште е проблем со сообраќајот и со паркинзите. Темелно се трудиме да го решиме овој проблем, затоа што е проблем создаван со годините наназад, не може да биде решен за неколку месеци. Започнавме со проширување на главните две сообраќајници низводно на река Отиња, тоа е сообраќајницата Маршал Тито и сообраќајницата Васил Главинов, со изведба на конзоли, со кои што се прошируваат практично овие сообраќајници, за да можеме, согласно препораките на сообраќајните инженери, да донесеме одлука кога ќе биде завршен целосно овој проект во течението на река Отиња, кога ќе бидат целосно проширени овие сообраќајници, да одлучиме дали ќе имаме двосмерен сообраќај на двете страни од река Отиња или ќе имаме практично косо паркирање и зголемен број на паркинг позиции во централното градско подрачје. Веќе оваа недела ќе започнеме со изградба на првата катна гаража во централното градско подрачје, која што ќе допринесе за зголемување на бројот на паркинг места, која што е потреба на граѓаните. Дополнително изградбата на нов мост на река Отиња во централното градско подрачје драстично ќе ја промени состојбата, затоа што жителите на населбите кои што се од десната страна на Отиња ќе имаат можност по скратен пат да имаат пристап, затоа што
едносмерниот начин на движење на возилата. До сега предизвикуваше потреба да се прави обиколка практично на течението на река Отиња. Јавниот градски превоз, кој што од 1 септември, здравие Божие, треба да стартува, веќе сме во процес на набавка на нови 6 автобуси. Тоа е можеби тема која што не памтам градоначалник во минатото да ја ветил, дека во Штипки има јавен градски превоз, а да не останало празно ветување. Се одлучивме храбро да набавиме 6 автобуси, модерни, 2023 година на производство, кои што ќе ги поврзуваат подалечните населби со централното градско подрачје, кои што ќе го намалат бројот на возила во одредени периоди од денот во центарот на градот, ќе ги опфатиме и превозот на ученици, која што исто така ќе биде олеснителна околност за подобрување на состојбата со сообраќајниот метеж. Како општина ќе практично субвенционираме да граѓаните се возат со јавен градски превоз, да бидат достапни цените на картите за јавниот градски превоз, да има месечни билети и на тој начин да допринесеме да на некој намален број на возила кои што ќе се движат во централното градско подрачје. Комуницираме и веќе сме во завршна фаза на еден договор за да може да се постават електрични мотори во централното градско подрачје кои што ќе функционираат на принцип со СМС, кои што исто така ќе бидат од корист на студентите пред се, кои што имаат потреба од превоз од еден до друг кампус, од еден до друг факултет во академската година. Сето ова се мерки кои што сметам дека сами по себе допринесуваат за намалување на проблемот кој што со години нанацад се соочувал. Ако некој вети дека за неколку месеци ќе го реши сообраќајниот метеж, што е нереално. Но јас верувам дека до крајот на мојот мандат со реализација на овие проекти, со изградбата на конзули на река Отиња, со јавниот градски превоз, со мостот на река Отиња, со катните гаражи, ќе успееме драстично да ја подобриме состојбата со транзицијата, односно со фреквенцијата на автомобилите. Должни сме на гледачите на телевизија Алфа, имаше прашање од нив да ни одговорите до каде е ветениот проект за изградба за дом за стари лица. Домот за стари лица е исто така проблем кој што решение на овој проблем бара милост од централната власт, затоа што изградбата е закочена, затоа што има одредени документи кои што не се извадени и одредена документација која што при изградбата било констатирано дека не е соодветно издадена. Најверојатно ќе се чека одреден закон за бесправно изградени објекти за да може да продолжи изградбата на овој дом за стари лица кој што е суштинска потреба на целиот исток, вклучувајќи го и градот Штип кој што е центар на истиот. Добро, странски инвеститор најавуваше изградба на најголемиот соларен парк, што се случи? Ова не зависи од нас. Ние комуницираме со сите потенцијални инвестиции и инвеститори. Сепак сметам дека е зависно од одлука на влада, дека таму е моменталната постапка за издавање на дозвола за поставување на овие фотоволтаици, затоа што станува збор за поголем капацитет, над 10 мегавати, така да овде не можам да влијајам на забрзување или закочување на процесот на реализација на овој проект. Добро, и уште ова прашање до каде е изградбата на типските куќи за ромите кои го узурпираат просторот каде порано беше старото нервно оделение? Ова е потреба на граѓаните да се ослободи тој простор каде што е старото нервно оделение, затоа што еден од потенцијалите на градот Штип, практично таму треба да поминува булеварот Партизанска, кој што на самиот почеток на емисијата го напоменав дека ќе допринесе и ќе даде додадена вредност со тоа што парцелите ќе можат да бидат продадени, да се урбанизира самото место, а луѓето кои што моментално привремено сте стационирани таму, да добијат типски куќи кои што очекувам до крајот на годината да се започне со изградба на овие типски куќи. Станува збор за европски проект, средствата се обезбедени во износ од 400.000 евра. Ние како општина се вклучивме во кофинансирање за проектирање на детален урбанистички план, тоа е планирање за исто така изградба на основните услови за почеток на реализација на овој проект, за подземна инфраструктура, за пристапен пат, така да очекувам до крајот на годината да започне реализацијата и на овој проект.
Градоначалник, ви благодарам за вечерашното гостување во За или против на телевизија Алфа. Верувам дека бевме интересни не само за Штипјани, туку и за сите гледачи, редовни гледачи на телевизијата. Почитувани, вас ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма и имајте пријатен ден.